Добре дојдовте во процес. Што е дислексија? Со какви проблеми се соочуваат децата кои имаат тешкоти со читањето и учењето? Постои ли грижа од државата? Како се третира оваа состојба? Дали образовниот систем може да ги препознае децата кои имаат дислексија и да им го олесни школувањето? Да го погледнеме прилог. Годин Попов има 25 години, има собствен бизнис, а при крај е и на студиите по Джез Академија во Штип. Тој е талентиран музичар, негов инструмент се тапаните, а во моментот свири во групата Бета Хаус. За себе вели дека од секогаш имал проблем со читањето, што околината го карактеризирала како мрзливост, се до оној момент кога сватил дека има дислексија. Така стално се базирало тоа на некоја мрза и така, и тоа после одреден број на години некако станува и си викаш па добро, окей, мрза и некако борба на крај испаѓа. Така да тоа е затоа што јас мислам дека никој не знае да го препознае тоа и второ дека во образовниот систем немаме уште луѓе кои што се спремни да работат со една таква група на деца кои што не се уопште нималку интелигентни или не знам сите етикети што ни ги лепеле истекот на годините кои што се апсолутно непотребни. Не ги разбирам уопште. Јас имам, како што ви кажа, 25 години, родител на едно дете, бенд, успешно работам, бизнис собствен, така да никој од страна е до сега прв пат кога не сум разговарал со луѓето од Сдруженијето Ајнштајн, дури ни јас сам не бев свесен дека имам нешто така. Родителите не ми правеа никаков притисок, тоа сум многу благодарен, него во се ме поддржува и ми вика као окей, добро, гледај само да не идеш на полагање и терај си други работи што мислиш да си тераш. А наставниците беше тешко затоа што одма има онаков еден став као ете вие не учите, не ќе да учите, па ти си не знам ваков, таков, па ти криминалец, па не знам што и сите тие работи се испреплетуваат и на крај немаш никаков здрав однос со професорот, него бараш нешто на страна да видиш што како функционира. Ја конкретно све што имам научено од Discovery што сум гледал, значи филмови, историја, многу сум благодарен на професорот Јово се викаше, зашто не не тераше да учиме од учебник, него ни ги раскажуваше работите, историја знам можда подобро од многу луѓе што имаат учено. Така да не се ни они криви, значи ја не ги кривам нив, никој не е крив у ситуацијата, проблемот е затоа што никој не се позанимавал со тој проблем да искочи на виделено, значи да луѓето знаат дека тоа постои кај нас, дека луѓето го имаат, дека не е ништо страшно, дека ние не сме мрзливи, глупи, не ќеме да учиме или не знам што, него дека едноставно тоа е тоа и дека треба да се најде метод кој што на нас ќе ни одговара за да може све да функционира како што би функционирало нормално. Така да кога тоа ќе се осознае, ќе види бидејќи едно мало дете тоа не може да го свати од 6 години. Ја не сум го сваќал, прв пат сум сватил негде на 14-15 години дека окей, ја нешто имам проблем конкретно со читањето, дај да го решиме. Ја на пример за 30 страни ми требаат сат и кусур да ги прочитам. И тоа е многу концентрација се губи, многу напор без потреба. И Кире Иванов од Штип има дислексија. Негова дарба е цртањето. Кире е самоук сликар и со молив успева да ја представи сликата така како што ја гледа во природата. Студент е на втора година на правниот факултет, а за себе вели дека со малку повеќе труд успева да ги положи испитите. Желба му е во животот да се занимава со работи поврзани со уметноста. Дека има дислексија сватил пред 4 години кога гледал филм на оваа тема. Од тогаш почнал да истражува на интернет, гледал документарни филмови и осознавал повеќе за оваа состојба. Во текот на образованието ми беше многу тешко, неправилно ги изговарав зборовите, додека читав и зборував, ми се мешаа буквите додека пишував есеи и домашни задачи. Се сеќавам на систематски преглед. Учителката им рече на лекарите да ми дадат упат за логопед, бидејќи сум имал говорна мана. Во средно училиште еден професор го читаше мојот есеј, нагласувајќи ги грешките при пишувањето. Имав и се уште имам тешкоти при учење. Ми треба повеќе пати да прочитам една дефиниција за да ја разберам. Моите врсници често ми велеа дека сум неписмен, дека не знам да читам, дека сум глуп. И до ден денес поради тоа имам трема кога треба да читам или зборувам пред поголема група на луѓе. Дури и моите родители ме споредуваат со сестра ми. Како можела таа толку бргу да ги запамети лекциите, а мене ми требало цел час за да ја разберам една дефиниција. Сум бил мрзлив и сум имал недостаток на концентрација.
раскажува за процес Кире Иванов. Дислексија е состојба во која постојат тешкоти при читање и разбирање на прочитаното. Децата, иако имаат нормален вид и слух, како и навики за пишување, те имаат тешкоти при пишување на букви или зборови по саканиот редослед или некогаш ги мешаат некои букви, многу често ги пишуваат зборовите како што ги изговараат. Децата со дислексија не само што не заостануваат во менталниот развој од своите врсници, туку дури ги надминуваат. Познавачите велат дека дислексијата не треба да пречи во образованието на детето доколку се открие рано и детето добива помош во училиштето од психолог и педагог. Тоа ќе може да ги надмине тешкотиите. Најдобро е да не се обрнува внимание на неговите способности кои не се поврзани со писмените знаци. Поддржувајте го творечкиот и конструктивниот карактер на другите активности, за детето да не ја загуби самодовербата што подоцна може да предизвика и нарушување на неговото однесување, е препораката на експертите на глобално ниво. Но доколку не се открие навреме и не се спроведе третман, детето ќе заостанува во училиштите активности и ќе почне да пројавува отстапување во однесувањето. Во Македонија многу малку се знае за дислексија, па така овие деца доколку се игнорираат или потценуваат од средината, може да пројават асоцијално однесување, да имаат склоност кон криминал или зависности. Многу познати личности имаат дислексија, меѓу нив и гениалците Алберт Анштајн и Никола Тесла. Гости во процес се Дамјан Николовски, председател на Сдруженијето за дислексија Анштајн, и Славица Тасовска Николовска, тренер по дислексија и мајка на Дамјан. Добро дојдовте. Покана упативме и до одговорните во Министерството за образование, меѓутоа ја одбија со образложение дека малку досна сме им се јавиле. Значи тоа е образложението, но ние веќе те навикнавме од институциите, поредко ни доаѓаат или, така да кажам, обично ги одбиваат понудите. Очигледно нема многу луѓе во државата кои би зборувале на оваа тема. Ајде на почеток, има ли некаков податок, постои ли колку луѓе има од прилика или пак некои проценти на глобално ниво, ако има, па и ние да се споредиме со останатите земји? Па вака, во Македонија се уште нема направени официјални истражувања колку е процентот на лица со дислексија, но се раководиме според податоците кои што ги има во блиските земји од земјите на Балканот, и тој процент се движи некаде од 10 до 15% од купното население. До сега направено истражување во општина Аеродром, општина Кисела Вода, општина Центар и сега е во обработка истражувањето од општина Карпош. Тоа вие го правите како здружение? Да, ние го правиме како здружение, каде што сакавме да добиеме информација прво колку наставниот кадар е запознаен со дислексијата. Ајде малку вака сега во оваа пригода да ни кажете вака, значи што има тоа истражување. Вака, наставниците се многу малку информирани за дислексијата и најмногу се информирани преку медиумите, значи преку нашата кампања која што ја правиме преку Facebook, оттаму се главно информирани. Постоите веќе година и половина. Година и половина така постои нашето здружение. Во просек се во секој одделение се среќаваат од 2 до 3 деца кои што имаат проблеми со читањето. Значи таму не е наведено конкретно дислексија, него проблеми со читањето. Значи во просек од 2 до 3 деца во одделение кои имаат тој проблем. Ти можеш и од свое лично искуство, еве, да ни кажеш нешто, кога прв пат почувства дека имаш таа состојба? Значи вака, јас главно воопшто не бев свесен дека имам дислексија, ја имам некоја многу блага форма на дислексија. Целата концентрација беше на брат ми, кој што на многу рана возраст откривме дека има дислексија. Јас сосема случајно кога почнав да го работам ова, направив некој тест каде што сватив дека имам некоја си блага форма на дислексија, меѓутоа немам никакво конкретно со читањето, немам никаков проблем. Вие како мајка, прво како мајка морам да ве прашам, се соочивте со, вашиот помал син има дислексија, во еден момент стана тоа пресвртница во вашиот живот, како го доживеавте тоа и кој беше вашиот чекор понатаму? Да, целосна пресвртница. Значи, детето го гледавме од мал дека е многу харизматичен, многу интелигентен. Меѓутоа, кога почна на училиште,
се јавија проблемите. Едноставно детето одбиваше да чита, не сакаше да чита. Држењето молив исто така му беше проблем. И Наставничката сигурно се жалела. не се жалеше, тој многу ја користеше својата харизма со наставничките, така да тој им беше миленик и не обрнуваа многу внимание на учењето во училиште. Така беше прво и второ оделение, нели сега со деветолетката почнуваат и многу мали и тие воопшто не го поставуваа прашањето дека можеби тој нема да научи да чита заради интелигенцијата што ја покажуваше. Меѓутоа проблемот излезе на површина. И тогаш почна нашата битка. Тешко се детектира токму заради интелигенцијата. Па да, најчесто. Мислам, тоа е едноставно за дислексијата се вели дека е невидлив недостаток. Значи си го знаат само оние кои што го имаат и многу голем дел од луѓето и не знаат дека имаат дислексијата. Не се свесни воопшто. Меѓутоа во подоцнежните години во тој момент? Кога станавте потполно свесни, што си рековте во себе и што направивте? За него, за себе? Така, значи од тогаш почна битката со дислексијата. На почетокот, мислам дека и тоа и го поминуваат и сите родители, почнувате со медицинските прегледи, да видите што не е во ред со детето. Значи снимање на мозок, проверување на видот, на слухот. Така да мислам си беше во ред со него и почнав да истражам. Значи го носевме и во... Сами истражував? Сама истражував. Дали некој од стручњаците што го носевте рече еве детето има дислексија? Не, значи последната станица од медицинските прегледи ни беше во Заводот за ментално здравје на деца и младинци. Или таму имаат и психолози, дефектолози, комплетен преглед што би можело да укаже на тоа. Значи го носевме на детски невропсихијатар. И таму диагнозата, тоа обично е така, кога се гледа дека со детето се е во ред, добивме диагноза дисхармоничен развој. Што апсолутно ништо не значи. Тогаш ми кажаа дека во светот некои деца има истражувања дека имаат проблем со учењето и така почнав јас да истражувам. Претходно знаев за дислексијата чисто како термин, нели, дислексија, значението. И така почнав да истражувам и 2 години активно ја проучувам дислексијата. Што направивте? Вие сте по струка? Јас сум по струка градежен инженер. Меѓутоа се посветив последниве 2 години се посветив на дислексијата, значи излегов од работа, напуштив работата за да се посветам многу нормално на детето му бев потребна. И барав начин, бидејќи тука кај нас не можев буквално ништо да најдам за дислексија, ниту еден македонски сајт за да истражам. Така ја открив Девисовата метода и решив да се обучам. И почнавте да посетувате предавања? Да. Колку време? Каде? Па предавањата, еве 2 години се направија, значи од обуката, 2 години траеше. Се обучував во Италија, инаку оваа метода произлегува од Америка и е искуствена, значи од човек кој што го имал тој проблем, кој што сега е возрасен, и своето искуство за како тоа се надминува го пренел и методата е застапена во повеќе од 40 држави во светот и функционира 40 години. Сдруженијето е формирано пред се да се подигне јавната свест. Да, така. Што недостасува во оваа држава? Дали луѓето се информирани? Дали институциите знаат, односно вработените во институциите знаат што е дислексија, што треба да се направи? Вака, значи... Од каде да тргнеме? Дали од образовниот процес, од законите, од... Вака ќе кажам дека нивото на свеста за дислексијата во Македонија се уште е на многу ниско ниво. Тоа подигнување на јавната свест беше од нашата кампања која што ја водевме и морам да признам дека многу луѓе се информираа за дислексијата, претходно немаше апсолутно никаква информација за дислексијата. Сега, еден од главните проблеми кај нас е тоа што дислексијата не е влезена во законската регулатива како посебна состојба. Значи воопшто не е опфатена никако во законот. Потоа оди детектирањето на дислексијата, нема кој да детектира дислексијата.
Зборуваме и за Законот за образование и веројатно и Законот за здравствена заштита, затоа што некој сепак треба да детектира. Или тоа да се случи во образованието или во здравството. Јас сметам дека тоа треба да влезе под образование. Дека не треба воопшто да се меша здравството во тоа. Психолозите и... Така, бидејќи во светот дислексијата ја детектираат им во училиштето, составено од педагог, од психолог, самите тие ја детектираат дислексијата кај децата. Недостасуваат стручни лица за дислексија. Во Македонија моментално фигурираат 2 стручни лица за дислексија или на некој начин специјалист. Така. Значи стручните лица, потоа според нас мислам дека треба да се воведе предмет дислексија на педагошкиот факултет, каде што наставниците ќе се информираат, бидејќи они највеќе треба да знаат за дислексија, таков предмет. Психолозите секако. Педагозите, сите кои што работат во образование, мислам дека треба да го имаат тој предмет. Тоа е со раното откривање, еве видовме врз основа на вашето искуство, дека такво нешто речиси и не постои. Видете, кај нас има значи дечиња што добиваат диагноза дислексија. Таквите диагнози ги даваат во Центарот за слух, говор и глас и во Заводот за ментално здравје на деца и младинци. Меѓутоа, искрено да ви кажам, јас сум видела потврди издадени од педиатри. Значи, педиатар со дислексија не може да биде многу поврзан. Во светот, например, како се работи, во Србија и во Хрватска, тоа го работат... Како е во соседните земји, како е во земјите од Европската унија? Да, го работат, значи, логопедите во Хрватска и во Србија, затоа што и тие немаат, мислам, стручни лица за дислексија. Меѓутоа, ние во образовниот процес таму учат за дислексија, додека студираат. Значи, упатени се. Не знам дали по некои посебни техники работат, меѓутоа ја познаваат дислексијата, знаат. Кај нас е проблем, значи тоа на факултетите им се споменува само како термин или многу малку учат чисто што е дислексија, меѓутоа за техники за работа со деца и за детектирање, мислам дека сме далеко од тоа. Како мислите вие да го примените вашето знаење, тоа што научите? Мојата обука, значи, јас не можам да детектирам. Јас не сум обучена да детектирам дислексија. Значи, тој дефицит од таков кадар, дефицитот од таков кадар ќе остане. Меѓутоа, можам, методот е таков што ги користи талентите што ги имаат лицата со дислексија, значи методата се применува од 9 до 99 години, без разлика на возраста, се користат всушност талентите што ги имаат сликовитиот начин на мислење. Да се извлече од детето дарбата, талентот што го посетува. И во методата самата дарба се користи како средство за надминување на дислексијата. Таа метода, мислам, тоа е тренинг, терапија која што трае 5 дена. Мислам, толку е. Добро, цело време зборуваме за деца, тоа е актуелно, нели, за децата, меѓутоа има возрастни луѓе кои што имаат дислексија. Како се снаоѓаат тие луѓе? Зборувам за работа, во животот, како се снаоѓаат? Многу е важно како го поминале детството. Значи, колку родителите, колку училиштата дозволиле или не дозволиле личноста да се изфрустрира. Значи, тоа може да бидат многу длабоки фрустрации, кои што понатаму во животот може да има и психолошки проблеми. Нормално знаеме што можат фрустрациите да направат. Така да, затоа и советот е секогаш, значи, што повеќе храбрење на луѓето со дислексија. И од родителите, и од училиштата, за да може да не дојдат до израз фрустрациите, туку да се избијат на површина талентите кои што ги имаат. И ние имаме многу примери на луѓе со дислексија. Можеби кај нас во Македонија ќе биде процес додека сите тие излезат, меѓутоа во светот, например, најпознатите бизнисмени се со дислексија. Најпознатите и најквалитетните глумци се исто така со дислексија. Значи, тоа и така може да бидат многу успешни луѓе, да се искористат нивните потенцијали. Меѓутоа, важен е односот на средината. Сакам да ве прашам како родител и како стручњак кој што знаете многу повеќе од сите нас за дислексија, сега е во екстерното тестирање и овие деца се опфатени со тестирањето. Како влие на нив? Дали тие треба да полагаат екстерно тестирање, значи по писмен пат, како дали се поштедени? Има ли начин?
Како да се поштара? Генерално земено, значи тестовите се кошмар за сите деца со дислексија. Значи тие стануваат дезориентирани уште при првото прочитано прашање. И автоматски после тоа не може да ги одговорат другите. Значи тоа е тежок процес за нив. Не само екстерното, воопшто сите тестови, за тоа треба да се промени односот на наставниците кон децата со дислексија. Екстерното факт е за нив дека е многу тешко, со тоа што ние како здружение придонесовме многу да им помогнеме да дознаат наставниците, да имаат разбирање и прашањата да им ги читаат на екстерното. И тогаш тие веќе полесно ги одговараат затоа што тие знаењето го имаат. Нив им е само тешко да ги читаат и да ги одговараат. Тие воопшто на форми се зборуваат. Сте разговарале ли, сте оделили во Министерството за образование, токму за овој проблем или за слични такви проблеми за... Да, значи ние се обративме се обративме и до Министерството и до Државниот испитен центар оваа година и написмено и до Бирото за развој на образование. Одговорот е, мислам, беше таков каков што е, цитирано од законот, дека секое дете кој што има посебни потреби, кај што со дислексијата е посебни образовни потреби, нели? Дека се должни училиштата да им обезбедат помошник кој што ќе им ги чита прашањата. Не можам да кажам дека немаме разбирање, имаме разбирање од Министерството, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде процес за да дислексијата како форма влезе во Законот за основно и средно образование и да биде тоа регулирано со посебен правилник. Инаку прашањата им ги чита конкретно на моето дете и минатата година и оваа година му ги читаше помошник прашања. Меѓутоа деца кои што не се дефинирани, а имаат проблем со читањето, како се снаоѓаат тие? Па веројатно им е тешко. Веројатно им е тешко. Сигурно не се обезбедува човек кој што ќе им помага, кој што ќе им чита. Тоа е, значи не е регулирано. Индивидуално е, значи кој како од родителите. Од родителот, каков однос има со наставниците, колку родителот објаснил, затоа што видите, многу е тежок и процесот на признавање на тоа дека детето има дислексија. Потребно е време и за тоа родителот да го прифати тоа како проблем, да се соочи со тоа и да се превземат значи мерки, начини за како да му се помогне на детето. Од особено значење соработката меѓу родителот и наставникот кај децата со дислексија. Таму мора да има комуникација. Како млад човек, како мислиш да, освен преку здруженијето, како мислите да им помогнете на останатите деца кои го имаат проблемот? Да, значи од некаде мора да се почне. Значи, ете, почнуваме преку подигнување на јавната свест, сега ќе почнуваме со кампањи, каде што ќе оди тоа се поинтензивно, за да можеш се повеќе луѓе да дознаат, бидејќи има лица кои што без разлика на здруженијето немале од каде да слушнат. Значи, социјалните мрежи да се дознаат. Ние прочем и кампањите кои што ги правевме до сега, ги правевме на социјалните мрежи, кај што нели се шириш, тоа едноставно нема крај. Тоа е за поголемо планирате? Да, мислам дека Славица може да каже од септември. Да, од септември планираме да почнеме да го отвориме центарот за дислексија, каде што ќе се работи исклучиво со деца со дислексија и формите на дислексија, значи дисграфија, дискалкулија. Мислам дека тоа ќе биде прв центар во државата каде што едноставно луѓето ќе имаат каде да се обратат и да побараат помош. Тоа ќе биде приватен центар или имате поддршка од државата? Тоа ќе биде во рамките на здруженијето. Понатаму државата така и планираме, значи да се аплицира на проекти. Многу е важно да се обезбедат, значи државата да обезбеди обуки, значи психолозите и педагозите да бидат упатени во дислексијата и делумно наставниците да знаат едноставно како да се однесуваат со тие дечиња. Од таа страна нормално сам здруженијето сигурно нема да може да обезбеди обуки за толку вработени во училиштата. А верувајте ми, неопходно е. Што ќе им порачате на наставниците, на родителите? Еве, двајцата нешто.
Јас ќе кажам до родителите, нека се охрабрат, нека не се јават слободно, значи дислексијата едноставно не е ништо страшно. Тоа треба сите да го знаат, затоа говорат и сите познати личности кои што имаат дислексија, кои што слободно можем да кажем дека го промениле светот. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата. Благодарам.